Почувани дами и господа, работи значајни, односно моите колеги нешто повеќе ќе зборуваат за тоа. Едната од нив е да се прозборува за еден наш угледен професор, професор доктор Љупчо Ајдински. Имено како што ви е познато, веќе 5-6 години на Филозофскиот факултет успешно работи Институтот за дефектологија. Веќе деновиве сме сведоци на објавување на разни публикации, учебници, зборници од научни симпозиуми, што ќе рече дека мој факултет покрај другите 10 институти, кои ги покриваат 10 научни области за кои што се формирани, и Институтот за дефектологија веќе почнува да си го наоѓа своето место. Нема ништо добро за еден раководител на високо образовна институција, кога луѓето кои што ја сочинуваат истата, успешно работат, се појавуваат во јавноста со своји научни трудови, со своји публикации, со своји зборници, бидејќи доблеста на една високо образовна институција се потврдува преку таквите чинови. Делото на професор доктор Љупчо Ајдински, кој што први пред неколку дена, заслужи, се здоби со правото да оди во пензија, да отиде малку во помирните води, и тој од први не е веќе во работен однос со нашата институција, да тоа не значи дека ние ги прекинуваме сите врски со него, но во такучам што да кажам за професорот Ајдински. Има две верзии, едното да читам нека реферат и нека биографија и втората е да зборувам слободно и се определим за втората варијанта, бидејќи сите ние кои што сме на универзитетот сме научени така или сами или некој да ни подготви нешто да го прочитаме, но тоа често пати не е добро. Затоа, јас најнапред сакам да ви кажам дека Филозофскиот факултет и отворено и сега мисли дека тој личи како високо образовна институција и се представува дека 8 децении пред нашата јавност со своите луѓе кои што се вработени, тоа се професорите, соработниците и другиот административен персонал, без кој едноставно образовната технологија на факултетот не може да се замисли. Во плејадата десетици и стотици наставни научни работници, кои што се здобија со највисоки титули од академици, редовни професори, директори, носители на јавни и други функции. Меѓу нив се брои и професорот Љупчо Ајдински, кој што, иако кратко време на Филозофскиот факултет, значи неполна деценија, сепак остави неизбришливи траги околу дејноста, околу насоките за работа на овој факултет и тоа пред се околу воведувањето на новите студии по дефектологија на Универзитетот во Скопје, кои што се лоцирани на Филозофскиот факултет. Само неколку биографски податоци, значи професорот Ајдински е роден во Струмичко, во Ново село, тамо го завршува основното образование, тој е еден од првите учители во Република Македонија, бидејќи со тоа доблесно звање се здобил 48-та година, завршувајќи учителската школа, а додека понатаму на Филозофскиот факултет дипломира на педагошката група во 54-та година во Скопје, понатаму ги завршува дефектолошките студии во 58-та година, а докторат по дефектолошки науки одбранен во 80-та година во Белград. Што значи дека професорот Ајдински уште пред 20 години, значи пред 2 децении, ги поминал сите лествици академски, стекнувајќи се со највисоката академска титула доктор на соодветните науки. Својата воспитно-образовна работа ја започнал пред се како воспитувач во 48-та година, понатаму ја продолжува како професор во гимназија, како околински инспектор за основно образование во Струмица, областен советник во Битово и Штип за предучилишно воспитание и основно образование, понатаму професор на Висшата школа за социјални работници во Скопје, професор на Дефектолошкиот факултет во Скопје, а својот работен век скоро од половина век со воспитна, образовна, наставна и активна научна работа го завршува на први 10.000 година како редовен професор на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет. Во оваа пригода сакам да кажам дека професорот Ајдински пред 7 години или 8, да не сгрешам,
по растурењето на Југославија и по неговото враќање во Република Македонија, тој се врати со титулата редовен професор на Белградскиот универзитет, што исто така зборува за неговите педагошки, наставно-научни и други квалификативи. Професорот Ајдински, покрај плодната воспитно-образовна, наставна работа и истражувачка работа, во овој негов работен период, тој се наводеше и на разни одговорни, обштествени, стручни и други функции од републичко значење, и тоа пред се во областа на здравството и социјалната политика. Исто така има дадено огромен придонес во создавањето и функционирањето на системот на детската заштита во Република Македонија, социјалната заштита во областа на образованието, а особено во доменот на создавањето и напредувањето на современиот систем за заштита, образование и рехабилитација на лицата кои што имаат пречки во својот психофизички развој и на тие лица на кои што им се потребни дополнителни ангажмани како од општествената заедница, од државата, така и од луѓе ентузијасти, кои што го препознаваат тој проблем и кои што едноставно го разбираат, бидејќи само таквите можат да работат и да дадат допринос на развојот на оваа дејност. Учествува во создавањето на бројни институции од областа на образованието, рехабилитацијата и така натаму. Со еден збор може да се рече дека столбовите на овие неколку дејности кои што едноставно не можат да се развојат, значи делот од социјалната работа, здравствената заштита и уште повеќе создавањето во Република Македонија направи еден релативно, ако може така да се каже, за краток период, релативно добар период во создавањето на млади стручни кадри кои што се неопходни на Република Македонија, и тоа за областа за која што зборувавме, понатаму за научно-истражувачки кадри исто од овие области, но и за наставни и научни кадри кои што се потребни на Филозофскиот факултет и на тој институт, бидејќи едноставно без кадар, едноставно ниједна институција не може да го види својот пат по нагорна линија. Дека за еден универзитетски професор, ваквата библиографија може само да го служи на чест на него и исто така на неговото семејство, но и институциите на кои што тој работа. Ајдински на некој начин се појавува и во десетина европски институции и во Соединетите американски држави и во светот, за што зборуваат и неговите цитирања, публикување на разни стати и така натаму, кои што денеска може да се сретнат во библиографиите на повеќе издавачки и високообразовни институции од светот. Најнормално е за собствените држави, од собствените институции и така натаму. Професорот Ајдински е еден од луѓето кои што имал прилика да се здобие со врвните републички сојузни, сепак ние живееме и во една друга држава пред десетина години, и тоа што постоја врвни признанија кои што професорот Ајдински има добиено. Јас сега не би ги спомнал, бидејќи тоа се огромен број награди, но мора да се спомне дека тоа се наградите од прв степен кои што ги доделува и тогашната држава Југославија, но и Република Македонија, предходно Социјалистичка Република Македонија, а од 91-та Република Македонија, вклучувајќи и награда Илјајско школа и некои други награди кои што имаат разредно национално значење. Исто така, професорот Ајдински е носител и на една величка награда, која што исто така се рангира доста високо во научните и стручни кругови, а тој е Миленијскиот медал на честа. Така да, заокружувајќи го својот работен век и својот животен век, животниот век е 7 децении, тоа што е за посебна почит. Професорот Ајдински изгледа уште витален за годините што има, преподавателно работи, многу е поактивен од многу од нас кои сме помлади, и мислам дека тој го заокружува својот и работен и животен век со признанија кои што едноставно ги заслужи. Од ова од името на сите студенти, пред се да му пожелам добро здравје, да му пожелам да ме посетува, да му пожелам и на друга пригода да се гледаме само за добри работи. На професор Ајдински се најдобро живот.
натаму со промоцијата по дневниот ред по точката. Дозволете да само со неколку збора да се заблагодарам на зборовите што ги упати професорот на Готовски декан на факултетот. При тоа би сакал да кажам. При тоа така како што го кажа, тоа не е само заслуга, тоа е пред се заслуга на моите соработници со мене, а во однос на институтот овде на факултетот, на деканатот и по портрет на деканот. Ние имавме безрезервна поддршка од деканатот, посебно деканот, и со таква помош лесно е да се постигнат и добри резултати. Исто така, и за периодите што ги спомнам, ја имав наистина добри соработници, почнувајќи од детските домови, гимназиите, органите. Не ми драго што мојот најближи соработник во сите органи, днеска Величко Андреевски, и како него наред со една поддршка, наистина можеше да се постигне тоа што се постигна. Наистина, кога го тоа зборувам, не сакам да ги заборавам и колегите професори, ръководителите на институтите на факултетот, посебно изразборна благодарност на Институтот за педагогија, кој што прва рака што се на прва фронтска линија беа во помошта и што е 7 години не трче, не трче во нивните простори, тек денови, ако малко се ослободуваме и одиме напред. И се разбира, ако не сте постигнато со студентите, тоа е што наистина имавме одлични студенти, добри генерации и сакам да бидат и понатаму такви генерации.